Па генерално состојбата на терен од Сабајле правиме максимални напори, сите позиции, практично сите точки да ги покриеме соодветно со персонални капацитети, со материјално-технички средства и да отпочнеме во исто време со санација на штетите. Санацијата претежно ќе биде насочена кон рачистување на улиците, рачистување на дворишта и рачистување на куќи. Ако вчерашниот ден беше поминат со утврдување и со идентификување на димензиите на штетите кои што генерално беа нанесени од оваа катаклизма, би рекол, и фокусот беше кон претрага на теренот и идентификување на пронаоѓање на жртви, спасување пред се на лица, или цела ноќ со тоа се занимававме после времето. Денешниот ден треба да биде ефективно искористен за санирање веќе на штетните последици. Така да поделени сме, синоќ имавме до сите вечерни часови, до полноќ, до после полноќ влада, организирани сме на соодветен начин, утврдени се неколку пунктови со кои ќе координираат министри, представници на владата на Република Македонија, заедно со останатите институции кои што ќе ги преземаат сите мерки и активности паралелно и со еден комплементарен пристап, практично да се излезе во пресрет на граѓаните на секаде каде што е тоа можно. Јас конкретно сум сега задолжен за овој сектор тука, Црешево, Смилковци, Бузал, Раштански пат и Булачање. Министре, сите граѓани ги шокираше бројот на жртвите од оваа природна катастрофа што не снајде пред 48 часа. Колкав е билансот? Дали имаме се уште луѓе по кои што се трага или речиси се најдоа сите оние кои што од семејствата беа пријавени како исчезнати? Токму така, практично тоа е нешто што не може да се поврати, тоа е неповратливо. Се друго ќе се направат дополнителни напори, ќе се расчистат работите и ќе се нормализира животот со поддршка од институциите на системот, од владата на Република Македонија, меѓутоа жртвите не може да се повратат и за сега билансот е 21 жртва, кажувам за сега, бидејќи се уште трае претрага по теренот на секаде, целиот простор каде што е зафатен практично од невремето и се разбира, не знаеме дали нема ситуација некаде каде што не е пријавен случај на исчезнато или нестанато лице. Бидејќи се уште нема за сега, но како и да е, ние продолжуваме и со тие активности. Со оглед на тоа што веќе знаете каде се затрупани кои населени места, велите дека денеска се санира штетата, дали очекувате дека бројот на жртви ќе порасне? Па не би сакал сега да прejudicирам, сепак е се уште еден психолошки момент на паника кога луѓето се преокупирани со тоа што ги снајде, така да не знам дали ќе има дополнителна пријава за исчезнати лица кои досега не ни се пријавени. Верувајте, навистина е една специфична ситуација. Во текот на вчерашниот ден и синоќ ги поминавме сите населени места, но луѓето беа така во паника и не сум сигурен дали нема да се појави пријава за други исчезнати лица, така да сега не би преоцирал. Што се прави за санација на штетите, но и за евентуално пронаоѓање на некоја жртва? Значи, како што кажа, Црешево, Булачани, Смилковци и Раштански пат. Тоа се позициите каде што ние денес ќе бидеме фокусирани, односно позиции со кои јас лично ќе координирам. Имаме во моментот 100 припадници на полицијата на Република Македонија, имаме 70 припадници на армијата на Република Македонија, имаме 200 представници од Дирекцијата за заштита и спасување, заедно со местното население се организиравме и отпочнавме со активности. Активностите кои што ги почнавме практично од раните утрински часови организацијски, поделба на секој од населените места по реони, по сектори и отпочнување со рачните работи до доаѓање на механизацијата. Се разбира, штом дојде механизацијата, продолжуваме со очистување на критичните места на канали, на улици, па после се разбира продолжуваме со дворишта и со самите куќи.